Во секој момент на денот песната трае до крај. Со радио пела, песната никогаш не престанува. Радио пела најдоброто, секогаш тука за нас. Во секој момент на денот песната трае до крај. Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. И денеска, еве, по втор пат ќе разговараме со теми поврзани со локалните избори 2025. Тука со нас во студиото се Даниела Цветановска и Италија Петреска, и двете представнички од невладината ЛАК Агро Лидер, која што беше вклучена заедно со уште 9 граѓански организации во мониторингот што се спроведуваше пред, за време и по завршувањето на локалните избори 2025 година. Овој мониторинг, ова наблюдување теренско се вршеше за прв пат во Македонија. Сакаме да чуеме зашто се правеше овој мониторинг, која е задачата на тие 10 вкупно невладини организации кои што беа вклучени, но и на крајот на краиштата што може да се добие како резултат од ова наблюдување и што може да следи потоа за следните избори кои што ќе следат во било која година наредно, затоа што кај нас сме навикнати секоја година да има избори. Добро ни дојдовте во студиото. Добро ве најдовме. Добар ден на сите слушатели и гледачи на Радио Пела. Имавме прилика да чуеме она што вие го имавте забележано како невладина организација од теренското наблюдување во двете општини кои што ги наблюдувавте, но тоа беше во кратки црти она што како генерално и забелешки беа проследени како извештај со цел да се направи еден прелиминарен извештај од страна на Меѓународната фондација ИФЕС. Она што денеска сакам да разговараме со вас е вашите искуства во вклучувањето на овој проект, бидејќи бевте вклучени како невладина организација да наблюдувате две сосема нетипични општини, бидејќи не беа, едната е рурална, другата е урбана, станува збор за општина Долнен и општина Струмица. Може ли да се направи една генерална оценка што може да се забележи доколку станува збор за рурална општина, да се следат предизборните, изборните и постизборните процеси во овие општини, или пак доколку станува збор за урбана општина? Дали има разлики во тој дел? Нафрливте многу работи. Да почнем од почеток. Ние како ЛАК Агро Лидер бевме вклучени во оваа пилот иницијатива за мониторирање на изборниот процес. Меѓутоа, ние почнавме пред самото започнување на предизборната кампања, односно започнавме на 15 септември, уште пред официјално да започне предизборната кампања. Имавме две општини за мониторирање. Ние како ЛАК Агро Лидер, како што кажавте, Долнин и Струмица, кои што се тотално различни општини по број на население и по националност на населението кој што живее таму, и по инфраструктура, и по однос на застапеност на политички партии, што е исто така многу интересен детал. И можам да кажам дека да, злоупотреби имаше, административни злоупотреби на локално ниво имаше. Значи, и овие локални избори не беа ништо поразлични од сите претходни локални парламентарни избори, каде што имаше административни злоупотреби за време на изборната кампања, за време на денот на изборите. Меѓутоа, овој пат е поразлично, бидејќи сето тоа е документирано, сето тоа е мониторирано и е документирано со слики, со фактури, со договори. Значи, сето она што е наведено во прелиминарниот извештај, значи за секоја една работа ние имаме доказ дали навистина се случила или не се случила или како се случила. Сега во однос на тоа, Долнин и Струмица, многу големи разлики има генерално во руралните и во урбаните општини поврзани во делот со административната злоупотреба. Што значи административната злоупотреба? Користење на јавни објекти, користење на службени возила, користење на простори од
локални јавни институции, потоа ресурси од општината, веб страни, проекти од општината, сето тоа спаѓа во административна злоупотреба. И сега многу е танка таа граница помеѓу она што е, дали е злоупотреба и на тоа како ќе биде пренесено нештото. Например, во општина Долнини имавме случај каде што градоначалникот не се кандидираше за повторен мандат, односно неговата партија имаше друг кандидат за градоначалник и беше многу лесно да се следи цел тој процес. Во Струмица исто така го имавме, да речам, тој полесен пат за подобро да можеме да следиме, бидејќи градоначалникот кој што беше не се кандидираше за друг мандат, партијата имаше друг, тогашната партија на власт имаше друг кандидат, наспроти другата партија со свој кандидат. Меѓутоа беше многу тешко во оние општини, еве во кои што ние се вклучивме и разговаравме со нашите колеги, во оние општини каде што актуелниот градоначалник беше и кандидат за градоначалник. Значи, имаше толку поместување на тие граници, дали се појавува на некој настан како актуелен градоначалник, дали како кандидат за градоначалник, дали јавните функционери се појавува во својство на да промовира некој проект што е од Министерството за општината или пак се појавуваат како партиска поддршка на кандидатот за градоначалник. Така што многу е тешко во некои општини, многу е тешко да се следи целиот тој процес. Меѓутоа дека имаше злоупотреби, да имаше. Долнини како рурална мултиетничка општина имаше голем број на злоупотреби и тоа злоупотреби најчесто во делот на користење на институции јавен простор за јавни институции, локални простори за одржување на партиски митинзи, собири. Најчесто се користеа градинките, училиштата и понекогаш го имаме она дека да, меѓутоа во селата пак и нема други места за каде да се одржуваат нели тие собири. И да, така е, во некој од селата нема друг простор, меѓутоа мора сето тоа да си биде добро регулирано, бидејќи како што многу пати претходно спомнувавме, директорот на училиштето е директор на јавна институција, јавна локална установа и не може на кого сака да го даде просторот на училиштето, а на некој ако не сака да не го даде просторот на училиштето. Тука е злоупотребата. Значи ако училиштето одреди дека да ќе се дава просторот, тоа што треба да се дава на сите политички партии, ако е бесплатно треба да биде наведено дека да, просторот ќе го даваме бесплатно или ќе го даваме со одредена сума за наплата и тоа треба да биде за сите партии и за сите независни кандидати, за сите кои што сакаат да одржуваат собири таму. Тоа не смее да биде селективно. Да, тоа е конкретно во делот на препораки, нели, од овој извештај, бидејќи треба да постои подобрување на методологијата и конзистентност во следењето. Значи, конкретно и точно за овој момент да се воведе стандарден протокол за потврдување на случаевите, а посебно во овој дел за користење на јавни објекти и службени возила, каде што треба да се издаваат писмени потврди, пристап до регистрите и интервјуа со управителите. Значи, конкретно во овој дел да се прошири мониторингот и врз комуникацијските канали, посебно на институциите, веб страните на општините, профилите на градоначалници, на јавните установи и предпријатија, се со цел да има јасни индикатори за проценка на злоупотребата. Значи, пак го спомнуваме овој дел со урбани и рурални средини, бидејќи доколку постои еднаква распределба на наблюдувачи и во урбаните и во руралните средини, во тој момент би се избегнал онај дел или празнина на мониторинг во руралните средини или пак демографски специфични средини како што беше со општина Долнени. Често пати велиме дека ние имаме закон за се, но не го практикуваме. Предпоставувам дека и уште повеќе во случај на изборите, кога станува збор за изборниот законник, одамна, значи има заговарање дека треба да се промени нешто, да се прилагоди, бидејќи и сами напоменавте во прелиминарниот извештај, например, не се вклучени следењето на социјалните мрежи, каде што пак имаше огромни злоупотреби, јас би рекла, големи средства таму отидоа од страна на политичките партии за политичко рекламирање, кое што беше и пред, за време и по.
изборите, но еве од аспект на законодавство. Што мислиш дека би требало да се менува и дали политичките учесници, директни учесници во изборите, често пати и несвесно, не познавајќи го законот, го прекршуваат? Точно, посебно после овој мониторинг на локалните избори 2025 произлезе овој дел за подобрување на правната рамка, односно конкретно на изборниот законник, и тука посебно се појави проблем во делот и јасно дефинирање на поимот јавен објект, што всушност представува јавен објект, понатаму условите и процедурите за издавање и исклучоци за користење на јавни простории, бидејќи спомнавме дека постојат тие јавни простории, исклучување на договори, меѓутоа постојат и исклучоци во кои ситуации не би се склучил договор за презентација на некоја политичка партија во тие јавни простории, понатаму постапка за надзор и санкционирање при прекршување, доколку постоење или прекршување на законот или некои одредби, треба да биде јасно наведена постапката која е за санкционирање. Понатаму треба да се предвидат посебни правила за комуникација на функционерите на социјалните мрежи со јасно разграничување на службените и приватните профили. Каде што во текот на оваа изборна кампања ние бевме сведоци на приватниот и службениот профил дека се споени веќе и во едно, и да се воведат строги забрани за учество на носителите на државни функции во кампања во службено својство, со јасни критериуми за наведување на службено и партиско појавување. Конкретни примери имавме во општина Долнени, каде што државни функционери кои што се вработени во јавна институција, во работно време исто така присуствуваат и на митинг на политичка партија. Значи, тука имаме поклопување на службеното и партиското. Значи, видете, од една страна е подобрувањето на законската регулатива, што нели секако со себе си вличи и други промена на други закони, како законот за следењето со медиумите, кој што исто така не е завршен, не е регулиран. Меѓутоа, од друга страна е работата на терен. Треба да се работи на терен, значи најпрво со државните службеници, со оние кои што се вработени во општините, во јавните институции. Например, не само во општина Долнени, туку и во другите помали рурални општини, луѓето кои што работат во општината и во институциите не се свесни дека тоа е злоупотреба, административна злоупотреба, затоа што пак ќе кажеме дека просторот од општината, материјалите, хартијата, столиците од училиштето не се собственост на директорот или на некој од професорите, тоа е собственост на општината. Значи, тука треба да се работи и на терен, паралелно подобрувањето на законската регулатива, меѓутоа и работата на терен, каде што ќе прво службениците, оние кои што работат ќе се запознаат со тоа, да бидат свесни дека тоа е административна злоупотреба, а веќе потоа да се едуцира и самото население, да знае населението дека не може кој кога сака да користи нешто што е што е од граѓаните, од општината, заради тоа што граѓаните плаќаат даноци на општината и еден дел од тие ресурси се и од граѓаните и не може да се ги користи кој кога сака и дали сака и ако сака, што значи дека тие две работи мора да одат паралелно, за да може да имаме веќе поголемо подобрување на наредните избори. И видете, тука има специфичности, овие беа локални избори, што не мора пак да значи дека ќе има толку големи административни злоупотреби за време на парламентарните избори. Но и не мора да значи, може да има дури и повеќе, може да има и помалку, бидејќи изборите се и парламентарните, и локалните, и претседателските си имаат сосем поразлична специфичност и мора сето тоа да биде мониторирано и да се следи на вистина со луѓе кои што ќе бидат на терен и кои што ќе следат. На почетокот кажавте ние не бевме црната точка во општините и меѓу населението, и покрај тоа што генерално можам да кажам дека добра беше состојбата на терен, меѓутоа имаше некои исклучоци, генерално беше добро, меѓутоа имаше некои исклучоци, особено ја би рекла некои вметнати луѓе кои што сака да иницираат
некоја незгода или некој инцидент и при тоа беа користени наблюдувачите, дека например една партија има собир, има митинг, од друга партија иди лице и тоа лице почнува да провоцира и како еве сега ќе кажам на наблюдувачот па да ве запишат да види кој е тука, значи во еден дел бевме користени како заплашување дека еве тука се ќе ве запишат. А пак во друг дел имаше, например, еве конкретно во општина Струмица, каде што имаше дури да прашаат, добро, ако не е вака, како треба да правиме. И тука го гледаме тој момент дека понекогаш и не знаат, дури и во големите општини не знаат, па во споредба со помалите рурални општини. Вашата задача беше да наблюдувате, значи да детектирате она што се случува на терен. Но дали можевте да алармирате доколку забележите одредена злоупотреба, за да, ете, во тој момент и сами рековте, некогаш и несвесно ги прават тие работи, да се поправат на терен, бидејќи навистина е големо прекршување на законот? Не, па, видете, генерално ние мониториравме на тоа дали има на секој собир, дали има или нема злоупотреби. Во многу мал број на случаи ние можевме да интервенираме, например, еве како што спомна во општина Струмица, каде што нашите монитори беа прашани, добро, како треба да биде тогаш, да, во тој случај може да се вклучи, се вклучувавме и дававме некои одредени насоки за понатамошно подобро функционирање. Меѓутоа во поголемиот дел не бевме воопшто прашувани како треба да биде, дури имаше ситуација во општина Долнини каде што ни се јавија по телефон и да ни кажа, па добро, сега ние не знаевме дека тоа е злоупотреба, не, слободно запишете си дека е злоупотреба и ние и нас да ни стани јасно дека е злоупотреба. Значи овој прелиминарен извештај ние секако ќе го споделиме и до општините, до сите јавни предпријатија, чисто за и тие да видат и да имаат увид, бидејќи тука се извештаите и проценките и административните злоупотреби на сите 26 општини од цела Македонија кои што беа мониторирани. Прашав во однос на соработката со институциите и со надлежните кои што биле вклучени во изборите, но дали имавте каква беше соработката со граѓаните? Имавте ли некогаш од граѓаните информации да алармираат за злоупотреба на јавни објекти, простори, службени возила, не знам, детектирале нешто на социјални мрежи и така натаму? Имавте ли некои такви дојави анонимни, за да можат и тие да бидат вклучени, бидејќи на претходното гостување и сами рековте дека можат да ви се обратат? Ние имавме едукација со заедницата и во двете општини и на тие средби со заедницата ние кажувавме дека тие може да пријават, дека имавме голем број на пријавени случаи од страна на населението, не можам да кажам да се пофалам со таа бројка, бидејќи на граѓаните има страв. Најпрви им беше страв на тоа дека ако пријават ќе бидат кажани со име и со презиме. И покрај тоа што им кажувавме дека ќе биде анонимно, дека нема воопшто да биде ние ни требаше да знаеме име и презиме на тој што ни дојавува, меѓутоа на населението им беше страв. Им беше страв од загуба на работно место за самите себе или за некој близок од семејството, од загуба на некои привилегии кои што ги има на работното место или потенцијална опасност од запирање на напредок на работното место, што значи дека немаше голем број и затоа кажам, мора да се работи на терен. Мора да се работи на терен со населението, со граѓаните, за да станат свесни, меѓутоа и да почнат да пријавуваат, еве и целосно анонимно, без никакви. Ние цело време, значи, ги дававме нашата веб страна, Facebook страна, слободно да може да пријават, но пак од друга страна, ако ова се случуваше најмногу во општина Долнини, во општина Струмица пак имавме повеќе пријави од граѓаните кај нашите наблюдувачи, што значи дека во поголемите урбани општини веќе населението станува посвесно
знае дека ќе биде целосно анонимно, дека има целосно заштита на личните податоци, каде што ние и не ни ги баравме, дури ние име ни презиме не баравме, дури им кажавме добро писмо пратете ние за да знаеме дека има. Значи во Струмица имавме повеќе. Сепак дека во тие рурални средини, па мал дел и во градските, постои тој момент на незнаење. Да. Значи не знаат точно дали представува злоупотреба или не. Често пати имавме пријава, некаква пријава, меѓутоа тоа не представуваше злоупотреба на административни ресурси. Од незнаење. Едноставно некој се охрабрил да се јави да пријави, меѓутоа сепак тоа не представувало злоупотреба. Не знам дали забележавте баш пред изборите дека дел од службените возила се воведе да имаат посебни регистарски таблички. Значи тоа беше непосредно пред изборите. И сега граѓаните беа малку во недоумица дали се работи за службено возило или не и дали сите службени возила веќе се обележани со такви посебни регистарски таблички. И од тој момент, значи се создаде потребата за препораките кои што понатаму беа во извештајот во однос на тоа да се воспостави најпрво централна и редовно ажурирана база, најпрво со сите јавни објекти кои што може да се издаваат. Значи, да биде објавен регистар на објектите кои што може да се знае дека тој објект може или не може да се издава и доколку јавно е кажано дека тој објект не се издава, а се забележи дека има партиски митинг, да може лицето кој што забележало некакво прекршување да се пријави за тој настан. Значи, како со службените возила. Ете така, понатаму да постојат јавни ценовници за која сума се издава тој објект, да постојат листа на одобрени барања, нели, за да се изнајми тој објект треба да се поднеси барање и да се одобри тоа барање. Значи треба да има потреба, мислам, постоење на таква листа и на крај сето ова оди во прилог на намалување на тие неформални одобренија во смисла на пријателска база или директорот на таа институција, зависно од која политичка партија е назначен, да биде окей на усно неформално барање, да биде одобрено да се одржува во таа институција митинг. Понатаму подобрување, нели, на регистарот на службени возила, тоа значи дека во регистарот да бидат задолжително внесени и ажурирани сите службени возила, понатаму да постојат санкции за институциите кои што не внесуваат податоци за службени возила и на крајот GPS следење на тие возила што често пати се на терен. Значи овие се стварно битни моменти за да може да знаеме кога станува збор за злоупотреба, да биде јавно сето тоа и да може да се пријави. Наредни моменти ги имаме проектите кои што се финансирани во изборен период. Тоа значи дека треба да се воведи забрана за временска забрана, например од 3 месеци пред кампања. Да немаме пуштање на Промоција, игралишта во училишта или други паркови во изборен период. Значи, предлогот е минимум 3 месеци пред кампањата за промоција на планирани или тековни јавни проекти, понатаму за официјални отворања, како и инспекции со комуникација. И на крај да се дефинираат исклучоци само за неодложни инфраструктурни активности, безбедности интервенции, како и законски обврзувачки процедури. Значи, кога е нешто во јасно поставено, уште би било појасно кога станува збор за злоупотреба и пријавување на истата. Значи, многу работи се кои што се наведени во прелиминарниот извештај, она што следи, јас се надевам дека ќе биде одредени измени кои што ќе бидат во функција, практична функција на законот, се со цел граѓаните да бидат поинформирани, посвесни она што се случува на терен, но и оние кои што се директни учесници во изборите да знаат што е злоупотреба, а што е дозволено и може да се користи. Во секој случај, јас она како забелешка што би го кажала е дека изборите кај нас се не практично, но еве во наводници, замирање на функционирањето на институциите, уште повеќе кога рековте како предлог 3 месеци пред избори, тоа значи практично половина година цела држава и сите општини и институции да бидат во функција на изборите. Се надевам дека ќе се најде одредена алатка, механизам законски, кој што ќе овозможи да се функционира за тоа што не може да се прават јавни набавки, не може да се има и ограничување во однос на проектите. Па, еве да го земеме како пример,
регионалниот пат Прилеп Битола, ние сите чекаме кога ќе биде пуштен патот, ако не се работи таму или ако некој не каже како информација докаде со изградбата на патот, како тоа би било протумачено, дали е тоа предизборна промоција на одреден кандидат или еве централната власт се става во функција на новите локални власти кои што би биле избрани од истата партија. Многу е танка линијата во однос на тие законски измени, но се надевам дека овој пилот проект ќе придонесе за да можеме како држава да функционираме, да бидеме повеќе информирани и едуцирани што треба да се прави пред, за време и после избори. Кога може да се очекува крајниот извештај и еве конкретни чекори за измени на тој изборниот законник, доколку Меѓународната фондација ИФЕС веќе прави одредени или први чекори за измени, бидејќи политичките партии нели се нешто сакаат, но на крајот ништо не се изменува. Па видите, ова е прелиминарниот извештај, генерално сега се подготвува веќе финалниот извештај, што ќе биде само со некои помали финиси во однос на прелиминарниот извештај, меѓутоа се очекува да биде готов во текот на февруари. После тоа, кога ќе го имаме конечниот финален извештај, ќе се достави до Државната изборна комисија и заедно со Државната изборна комисија да се започне со разгледување на сите работи кои што и чекори кои што треба да се преземат понатаму, почнувајќи од регулирање на законските одредби, сите подзаконски акти, сите документи кои што се поврзани со тоа и едно по друго веќе следствено кои што доаѓаат наред. Неказнивоста кај нас во државава е на високо ниво. Тука е голема недовербата и на граѓаните, што се, како да кажем, сосем во право во однос на тој дел. И освен тоа што ќе има законски измени и усогласување на изборниот законник со останатите закони, ако продолжиме со делот на неказнивост, и тоа ќе остане само уште еден чекор кој што сме го направиле, меѓутоа не е регулиран со практика, го нема на терен во делот на казнивост. Во моментот кога веќе политичките партии или одредени лица физички ќе почнат да се казнуваат поради тоа што вршат административна злоупотреба на локално ниво, на национално ниво, на било какви административни ресурси, веќе тогаш може да кажеме дека имаме напредок во делот на намалување на злоупотребата на административните ресурси. Се пред тоа ќе биде само договарање, преговарање, ставање на хартија и оставање на хартија колку само да го има без да биде практично спроведено на терен. Дали е можно ли е ова да биде брзо, бидејќи ти си од сферата на законодавството, правната сфера, има ли начин како овие работи да се усогласат, брз начин, брза патека да се најде за следните избори, барем дел од овие забелешки да бидат унесени во одредени законски измени кои што и граѓаните, институциите секако ги чекаат? Зборот брзо е релативен. Сепак јас мислам дека треба да предонесеме сите. Исто пак би го спомнала делот на препораките, каде што се наведени јавните институции, односно развивање на упатства за однесување во изборен период, кои што упатства би ги добиле сите, од општини, јавни предпријатија, училишта, директори на институции, како да се организираат обуки за неутралност и етичко однесување кон административните службеници, директорите и лица што управуваат со јавните простори. Меѓутоа не малку, туку голем е делот и на граѓанските организации и медиумите, односно дополнување на мониторингот со медиумско следење, понатаму дигитален мониторинг на социјалните мрежи, економска анализа на јавни трошоци за време на кампањата и развивање на алатки за автоматска идентификација на партиски содржини кои што се споделени од страна на институциите и неплатено спонзорирање на објави. Во случај кога сите ние би се ангажирале,
би ги опфатиле сите чинители кои што се надлежни во спроведувањето на таа изборна кампања, во тој дел мислам дека најбрзо би се довело до намалување на злоупотребите на административните ресурси. Меѓутоа, повторно би спомнала дека се работи за голем број чинители кои што треба да активно да бидат вклучени и ангажирани во сето ова. Ви благодарам за гостувањето. Мислам дека им доловивме на граѓаните и сите кои што во моментов не следат, дека сите треба да бидеме вклучени, секој со својата улога да помогне за подемократски избори и да нема злоупотреби, се со цел фер кампањи, фер избор кој што ќе биде во чест на граѓанинот и неговиот глас.